Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар, почитувани гледачи. После скоро полугодишна пауза евене повторно на малите екрани, сега на телевизија Алфа секој понеделник од 21 часот. Утре 29 ноември или ден кога беше голем празник во поранешна Титова Југославија како символика на тоа време за почеток нова сезона на емисија во Центар. Ние стартуваме со една супер ексклузивна тема, а тоа се сите или најголемите контраверзии на Тито во текот на Втората светска војна. Во овој момент Твртко Јаковина е најреспектабилниот историчар на просторот на поранешна Југославија кој ги истражува сите тие контраверзии од Титовото време. Ајде за почеток да ги анализираме контраверзиите на битката за Неретва или таа најголема контраверза во текот на Втората светска војна, тоа се тие мартовски преговори помеѓу Тито и германските окупациони сили кои во март се случуваат во Загреб 1943 година. Многумина кои ги познаваат тие работи велат дека Сталин никош не му ги простил на Тито тие мартовски преговори и дека основата на нивниот подоснежен конфликт кој се случи 1948 година всушност лежи и срцевината е во тие мартовски преговори 1943 година. Господин Јаковина, денес се отвара сите тие контраверзии на Втората светска војна. Едно од тие прашања кои се доста контраверзни, кои се уште нема доволно светлина фрлено на нив, се тие мартовски преговори, кои 1943 година во текот на битка за Неретва ги води Владимир Велебит и Милован Джилас со командата на германските сили тука во седиштето на Загреб. Mi o martovskim pregovorima zapravo i dalje uglavnom znamo ono što je napisano još u Titovo vrijeme, odnosno u vrijeme Titove Jugoslavije, i nešto po zapisima koje je kasnije dao preživjeli akter nekoliko knjiga takvih. Vlatko Velebit. Добро, дали за вас како експерт за тој период е контроверзно двајца од неколкуте најблиски соработници на Јосип Броз Тито во текот на таа операција за Неретва, која ние сметаме како една од најсилните операции на германските сили против Титовите партизани и како што велевме нели цело време една од најбрилјантните победи тактички и стратегиски на Јосип Броз Тито во Втората светска војна. Дали е нормално за вас, дали не е контраверзно два од неколкуте најблиски соработници Велебит и Джилас да доаѓаат во Загреб тајно да се среќаваат со германските официри, со германската власт во тогашна Хрватска, да разговарат и можеби да има некој договор прекутен помеѓу Тито и германците, иако Велебит вели дека нема таков договор, дека германците го отврлиле тој договор. Pa gledajte, sasvim sigurno je da su Njemci željeli na koncu poraziti partizansku silu. Međutim, s obzirom da su se ipak neke neobjašnjive stvari dogodile za vrijeme bitke na Neretvi, onda one otvaraju dvojbu ili mogu otvoriti te kontroverze. Ja ću ih kratko nabrojati, ali zapravo mislim da bi bilo potrebno staviti širi kontekst. Da li mene čude neki od pregovora koji se vode? Pa zapravo i ne. Bilo bi neobično da nije bilo kontakata. Ako gledate kako su i američki špijuni bili tijekom Drugog svjetskog rata u kontaktu sa njemačkim visokim oficirima u Švicarskoj, što je snimljeno gdje se zajedno smiju, pa i kontakti koji su postojali u Švedskoj između sovjetske strane i njemačke strane, onda ne bi bilo neobično da je postojala određena suradnja između jugoslavenske partizanske strane i onih protiv kojih su se borili, pogotovo u trenutku kad je trebalo raditi na razmjeni zarobljenika i tako dalje. Да не се лажиме, има огромен број на контроверзии околу таа битка за Неретва, посебно околу тие мартовски преговори 1942 година. Пред 5 години имав ја едно интервју со Владимир Велебит, или како тогаш го нарековме сведокот на историјата, и веројатно бев последниот новинар, не само на Балканот, тука во Европа и во светот, кој направи едно големо двосатно интервју со Владимир Велебит. Во тој интервју беа отворени неколку контраверзии на таа битка за Неретва, посебно тие тајни преговори кои Велебит и Джилас ги водат со германските окупациони сили со седиште во Загреб. За дел од тие прашања ќе проговориме и во оваа емисија. U Foči je mene Tito primio u aparat vrhovnog štaba, pa tako se Tito onda do mene obratio i meni naredio da ja budem ta veza između stranih vojnih misija
i vrhovnog štaba. I taj posao sam obavljao sve do kraja rata. Првата рунда на тие мартовски преговори се случи на 17. март 1943 година во градчето Горни Ваков, кога една трочлена партизанска делегација составена на највисоко ниво, Коча Поповиќ, Милован Джилас и Владимир Велебит, преговара со командантот на 717-та германска дивизија која оперира во тој регион. Такав случај се десио у 1943. godine, kada su oni izvršili najkoncentriraniju, najbolje pripremljenu ofanzivu protiv nas. Mi smo bili stisnuti u kanjonu Neretve. A što je bilo najgore, sa našom vojskom bilo je 4000 ranjenika i bolesnika. I mi smo znali da ako oni padnu u ruke neprijatelja, da će ih sve pobiti. I Tito je u takvoj situaciji želio da dobije nešto na vremenu. Бидејќи преговорите треба да продолжат во Загреб, Коча Поповиќ се враќа во штабот на Врховната команда, го информира Јосип Броз Тито, а Владимир Велебит и Джилас преко Сараево со авион се префрлени во Загреб, кај што останува 10 дена на тие тајни мартовски преговори. Pa je onda predložio Njemcima pregovore. Da bi je on njima predložio primirje. Ајде да ги анализираме луѓето кои беа во таа трочлена партизанска делегација која ги водеше тие супер тајни мартовски преговори со германците. Коча Поповиќ после војната беше министар за одбрана во Титова Југославија и во името на СФР Југославија тој ги потпишува тие први тајни договори со американските власти и со структурите на НАТО во Париз 1949 година. Милован Джилас беше еден од трите најблиски соработници на Јосип Броз Тито и после војната некаде 56-57 година доаѓа во конфликт со Јосип Броз Тито и важи за најголем дисидент на просторот на поранешна Југославија. И Владимир Велебит, или човекот од Сенка и човекот од најголема доверба на Јосип Броз Тито, кој ги прави сите тие првични контакти на Јосип Броз Тито со западните европски држави и со американците во Каиро. Ovaj njemački general kod koga smo se mi pojavili, Džilas, Kosta Popović i ja kao prvi izaslanici, rekao je da on nema ovlaštenja da s nama razgovara. Во оваа емисија, почитувани гледачи, ви пуштам неколку минутни парчиња од интервјуто со Владимир Велебит. Тоа е последното интервју кој Велебит го има дадено пред својата смрт, која го имам снимено во неговиот стан во Загреб и во Женева. Тоа се случи некаде 2004 година и неколку недели после тоа интервју Владимир Велебит починува. A Đilo i ja smo išli u Zagreb. Tu smo ostali jedno 10 dana, a Njemci su nama konačno posle nekoliko dana dali odgovor da oni ne pristaju na pregovore. Oni su javili Hitleru da je došla ta naša delegacija i da želi pregovore, a Hitler im je poručio da se sa pobunjenicima ne razgovara, nego da se njih strelja. Partizanski je interes bio da se poraze naravno Njemci i to je bila jedna od razlog zbog kojih su ušli u rat. Međutim, Njemce nije mogao poraziti samo Tito. Ako Njemačka gubi rat na svim bojištima, onda će ga izgubiti na jugoslavensko bojište. Borio se tu netko i ne borio i to je upravo ono što su četnici razumijevali. Međutim, na jugoslavenskom prostoru je bilo puno onih koji su se, ili nekoliko snaga koji su se borile za uspostavu nove vlasti. Vlasti kad jedanput ne bude bilo Drugog svjetskog rata. Кој ги нема италијаните, кој ги нема германците. Тој што ќе биде господар, кој ќе се заменат италијаните, германците или другите окупациони сили на просторот на поранешна Југославија. Ustaše nisu problem toga tipa. Ako Njemačka gubi rat, onda i Pavelić gubi rat. Mislim, o tome dvojbe nema. Svi koji su bili na njemačkoj strani, ako rat završava s pobjedom saveznika, onda oni prestaju biti politički faktor. Ali oni koji su bili formalno ili stvarno na strani saveznika, koji su se borili protiv ili koji su barem mogli u jednom trenutku postati snaga protiv Njemaca, to jest problem.
Значи сакате да кажете, господин Јаковина, дека всушност клучниот проблем таа 43 година за Титовите партизани се четниците, кога се гледа тој еден поширок историски контекст, кога паѓа германската власт во Северна Африка, кога сојузниците се искрцуваат во Сицилија и почна да капитулира и Италија, тога се уште четниците на Дража Михајловиќ имат блиски релации со Лондон, со кралската фамилија во Лондон, имат блиски релации со американските разузнавачки структури кои се во нивните штабови и се уште Дража Михајловиќ може да се продади како човек кој се бори против Хитлер и германците. Tako je. Mislim, četnici su učinili brojne pogreške tijekom Drugog svjetskog rata. Međutim, jedna od strategija koje nisu izgledale potpuno besmisleno je bilo, na tragu ovog što sam vam rekao, ako Njemačka gubi rat, onda će ga izgubiti bez obzira da li se četnici protiv Njemaca bore ili ne bore. Partizani nisu imali do kraja tu logiku, iako bi ona vrijedila i za njih. Četnici su se dakle mogli sačuvati ili životi su se mogli sačuvati tako da se ne sukobljavaju izravno s Njemcima, jer je njemačka odmazda u Srbiji na početku rata bila dramatična. I Njemci su zapravo pacificirali srpski prostor. Vrlo brzo. Со Крагуеваc, со Краљево, na primjer. Кадинјачи и така натаму. Значи, тamo бе масовни стрелања на српското население. Tako. I to je bio model kojega su Njemci primijenili još puno ranije kad su osvajali Namibiju. Od Geringa otac je bio guverner Njemačke jugozapadne Afrike, gdje je upravo taj model primijenjen. Za najmanji neposluh su bile takve žestoke odmazde da ste doista pacificirali teritorij. I to se dogodilo s njima. Со четниците. Значи, тие беа без малку 2 години ни вода ни киселина, беа со работници, се бореа со германците, беа со едни, беа со други, и тоа не беа нешто многу активни. Тоа им беше замерката клучно што им испраќа и американците и британците. Tako je. Izgubili su zbog toga naklonost i u Teheranu, izgubili su zapravo kad se procjenjivalo tko se više bori protiv Njemaca, onda su rekli ovdje imate partizane koji čine glavnu borbu, dok četnici to ne čine i pomagat ćemo, od sada pomažemo partizanski pokret. Тоа значи, господине Јаковина, дека всушност за таа завеса, главната битка во битката за Неретва е помеѓу партизаните и четниците, кој на кого ќе му ја скрши кичмата и кој ќе биде победникот на Втората светска војна после одењето на германците на просторот на поранешна Југославија. Tako je. Tu se pojavljuje, Njemci su zapravo u takvom srazu partizana i četnika mogli profitirati u bilo kojoj varijanti. Ako partizani pobjede četnike, što se dogodilo, onda imamo zadaću i obvezu još skršiti partizanski pokret, što su i pokušali na Sutjesci, koja slijedi. I tu je Titovo nezadovoljstvo, navodno, jer to su također ne do kraja istražene stvari, pitanje da li ćemo ikada doći do tih podataka, da je Tito bio nezadovoljan jer su Njemci odustali od dogovora. Međutim, jer je nakon jedne ofenzive išla druga ofenziva. U prvoj ofenzivi partizani su potpuno porazili četnički pokret koji prestaje biti faktor kakav je bio barem do toga trenutka. Што значи, господине Јаковине, дека некаде март, април 43 година, поразувајќи ги четниците, Тито всушност се зема власта во идната Југославија во своји раце. Tako je. A to je konačno bio cilj. I to ne cilj koji je potpuno neobjašnjiv. Владко Велеби тука игра една од клучните улоги, значи он оди како човек во Загреб заедно со Милован Джилас и води тие преговори. Подоцна се напишаа многу книги, значи многу шпекулации дека и германскиот представник во тие разговори господин Хостернау, дека е висок чин во рамки на масонските ложи, дека Владко Велеби бил висок чин во масонските ложи, дека по тие масонски канали се направени контактите за тие разговори, колку е тоа точно, колку не е точно, ќе покаже историјата. Подоцна Владко Велеби е испратен од Тито доди во Каиро, во Египет, кај што на некој начин во втор план тотално е фрла таа кралска фамилија и влијањето на четниците на Дража Михајловиќ, значи дека Владко Велебит е еден од клучните играчи на Тито по тие контраверзи на историјата 43-4 година. I to je, što se tiče vanjske politike Titove Jugoslavije, Vlatko Velebit je odigrao ključnu ulogu i imao sve do 48. godine. Kad je zbog Staljinovih pisama u kojima je bio spomenut, on zapravo odstupio i više se nije na taj način aktivirao u vanjskoj politici, ali je ostao relativno važan kao diplomat i ambasador, jugoslavenski ambasador neko vrijeme iza toga. I kako vrsta... Titovo priznanje međunarodno partizanskog pokreta je bio nedvojben vanjsko-politički uspjeh.
Многу имена смета дека после таа битка на Неретва пролета 42 година Јосип Брос Тито станал големиот комунистички командантски лидер на партизанските војски на просторот на поранешна Титова Југославија, успе да ги спаси партизаните, успе да спаси поголем дел од ранетите со сериозни и одлични тактички маневри, успе да ги надмудри и победи германските, италијанските и четничките војни формации. После 42 година Јосип Брос Тито е човекот на кој всушност се темели отпорот против фашизмот во Југославија. Međutim, Tito je bez preko njegovog očekivanja uspio da u 2 dana razbije četnički deo okruga na planini Prenj u Bosni, gdje smo razbili četničku koncentraciju i pobili su masu četnika, a ostalo je pobeglo glavom u torbi i oni se nikad do kraja rata više nisu mogli snaći da skupe toliku snagu koliko su imali tu prije poraza na Prenju. Tako da te kontroverze postoje. U ovom trenutku Tito je trebao slomiti ili vidio situaciju da slomi Dražu Mihajlovića. Draža Mihajlović je htio također slomiti partizanske jedinice jer je želio iskoristiti njemačke snage. Ako dolaze saveznici uskoro, onda je to bila prava prilika da se Tito porazi, partizani unište, da bi oni bili jedini koji će u eventualnom iskrcavanju biti domaćini i onda faktor uređenja jugoslavenskog pitanja. И тоа е лајт мотивот на битката на Неретва. Tako je. I tu je Tito pobjedio. И вие мислите дека има некој премолчен договор, германците малку да се дистанцираат, да остават таа војна помеѓу партизаните и четниците да се разгори до крајни граници. И дека можеби тоа е во фонот на таа битка на Неретва, тоа контраверзно прашање всушност, или прашање над сите контраверзи. Da, gledajte, ja nisam siguran da ćemo mi ikad zapravo do kraja saznati to. Možda u njemačkim arhivima, ali nisam siguran. Hitler je odbijao pregovore sa banditima, kako su smatrani partizani. Ja mislim da je prije moglo se gledati da se na terenu stvar na taj način odigrala, da su možda i lokalni zapovjednici zapravo željeli jedni druge iskoristiti ili da je svatko svakoga tu nastojao iskoristiti zbog nekakvih budućega raspleta. I u toj igri mi se čini da su isprva profitirali Njemci, a onda najviše partizani. Najveći gubitnici su bili četnici. Се наоѓаме во градчето Јабланица, централна Босна и Херцеговина, веднаш тука доле позади нас тече реката Неретва и претпоставам, почитувани гледачи, дека на прв поглед може да го препознаете овој мост што се наоѓа веднаш позади нас. Тоа е мостот на Неретва или тоа е синонимот на таа битка за ранетите која се случува пролета 42 година и веројатно тоа е најголемата тактичка победа на Јосип Брос Тито од текот на Втората светска војна. Ние се наоѓаме сега во градчето Јабланица, кој е некаде средишна Босна и Херцеговина. Тука, некаде во период од јанари до март 1943 година се случува таа голема битка на Неретва или битката за ранетите. To će da bude 4. ofanziva ili operacija Vajs, kako su je Njemci nazvali. Ova ofanziva je otpočela 20. januara 1943. godine. Njemačke, italijanske, ustaške i četničke snage su brojale preko 100.000 vojnika, a jedinice koje su bile prve na udaru, to je bio prvi bosanski i prvi hrvatski korpus, brojali su oko 27.000 vojnika. И гледате, почитувани гледачи, реката Неретва која тече тука доле веднаш позади нас. За да може да сватите брилјантноста на тактичка победа на Јосип Брос Тито во текот на таа битка за Неретва, треба да знаете неколку факти. Како прво, овој дел, левиот дел на реката Неретва е германската окупациона зона, десниот дел е четнички италијанска окупациона зона. И всушност рушењето на мостот на Неретва е голем тактички потез на Јосип Брос Тито, кој де факто ги излажува германците дека ќе се врати на ова страна на реката Неретва, оди и ги одзад грб ги напаѓа и четниците италијаните и за оваа брилјантна тактичка и партизанска победа и всушност ги спасува и партизаните и ранетите.
Значи, господине Церо, вела дека околу тие 3,5-4 илјади ранети. По некои информации многу повеќе. Може би 6, 7 до 8 илјади ранети борци во текот на таа битка на Неретва. Околу 8 дена проаѓа тука по оној импровизиран мост кој се наоѓа 20 метри позади нас. И тој оној Титов мост на реката Неретва, некаде околу 8 дена ранетите проаѓаат тука, партизанските одреди ги чува и ти успеа да се префалат на другата страна. Jeste, prelazak je, znači, most je napravljen dosta brzo, most je napravljen za 19 sati, a prelazak je bio 8 dana i 8 noći. Uz stalno bombardovanje od strane njemačke i italijanske avijacije, ali ipak su partizani uspjeli da prebace sve svoje snage i ranjenike. Preplivat ćemo Neretvu! Tifusari za mnom! Stoj, tifusari! Natrag! Boško! Preko vode do slobode! Boško! Всушност, околу 27.000 партизани во оваа битка за Неретва се на некој начин во обрач. Одредена армија која брои 100.000 луѓе, која е составена од германски војници, италијански војници, усташки војници и четницки војници. Значи, некаде соодносот е безмалку 4:1. Да. Со 8.000 ранети, со многу уморни партизани, луѓе кои воделе војни со месеци и месеци, бидејќи се повлакат од Бихач и таа слободна територија надоле према Јужна Србија и према Црна Гора, и Тито успева да излезе ко победник од таа битка. Дали е тоа по вас најголемиот војнички гениален потез на Јосип Броз Тито во текот на Втората светска војна, ова битка на Неретва? Pa upravo tako. Znači, kada su partizani prešli na lijevu obalu rijeke Neretve, tamo će njih čekati velike četničke snage kod Čičeva, Glavatićeva, Uloga, Kalinovika i Nevesinja, gdje će četnici da dožive potpun vojni i politički poraz u Drugom svjetskom ratu. Oni se više nisu održali kao jedna organizovana vojska, nego samo kao manje grupe do na kraja Drugog svjetskog rata. I naravno da će i saveznici da prihvate Josipa Broza Tita i on će da sarađuju tokom, poslije toga, stalno sa Josipom Brozom Titom i njegovim komandantima. Останете со нас и по рекламите, следува делот на тие контраверзии околу битката на Сутјеска. Човечкото тело е совршено тело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се врзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мело. Повелете, комшија. После таа битка на Сутјеска веќе сосема јасно дека Јосип Броз Тито ќе биде газдата на просторот на поранешна Тито Југославија и всушност ќе биде човекот на кој западните сојузници ќе темелат еднината на тој простор. И тоа, ако човек меѓу редови чита одредени историски изјави, тоаш постои тоа незадоволство на Тито. Значи може да се насети во негови изјави, визави на негови блиски соработници дека може би германците не го почитувале тој договор од Загреб. Некаде март 43 година, дека многу брзо после таа битка на Неретва, значи еден и пол месец после тоа, кога се уште не се на некој начин регенерирани партизанските сили, ти отвара таа петта офанзива или офанзивата на Сутјеска. I to je bilo potpuno logično za njemačke strane. Njemačka je iskoristila trenutak ogromne slabosti
potpunoj iscrpljenosti nakon dugoga marša što su partizani imali sa zapada zemlje prema dubini bosanskog i hercegovačkog teritorija i istočnoj Bosni kasnije i gdje su ih htjeli zapravo skršiti. S jedne strane su jedan dio posla je eventualno bio riješen i da je uspjela bitka na Sutjesci za Njemce, oni bi zapravo u kratkom vremenu, prije nego bi došlo do eventualnog iskrcavanja zapadnih saveznika na istočnoj Jadransku obalu, imali čistu situaciju. Više ne bi bilo relevantne partizanske snage ili barem ne glavnoga mozga partizanskog pokreta, a isto tako se to dogodilo što se tiče snage sa četničkim pokretom. I to je za njemačke vojne interese bila zapravo situacija kakvu je trebalo izboriti. Skoro pa da su uspjeli. Znači, gospodine Jakovina, ako dobro ve razbiram, всушност главната битка, ајде да речеме главната битка, бидејќи во тек на една војна од 4 години сите се главни битки, меѓутоа клучната битка е битката на Сутјеска за всушност тоа расчистување кој ќе победи во Втората светска војна овде, дали германците, дали партизаните. Значи, ако Неретва 2 месеци претходно е всушност главната битка помеѓу партизаните и четниците, тогаш Сутјеска е главната битка помеѓу партизаните и германците. Ja bih rekao da je Neretva važnija bitka jer je tu određeno, što se tiče odnosa između četnika i partizana, određeno je tko će imati glavnu ulogu kad se jednog dana budu miješale karte na jugoslavenskom teritoriju. Клучна е битката на Неретва и после таа битка на Неретва за Тито е клучно да преживее тој, да преживеат партизанските сили и затоа всушност Сутјеска треба така да се сваќа како преживување или како на некој начин спротивставување на тие напори на германците кои пак имаат сосема друга филозофија, тоа е да ги скршат партизаните од кога веќе четниците не се фактор на бојниот терен. Pa tako nekako, tako mi se čini. Doduše, bilo bi nepošteno reći da je Sutjeska bila jedino bitka za... Sutjeska je možda čak i bila više bitka da se preživi jer su bili u nevjerojatnoj situaciji sa svim teretom i tako dalje. 80.000 борци во текот на таа битка на Сутјеска. Што значи некаде од 20.000 до 25-27.000, значи по некои проценки максимум, што јас сум го прочитал околу 27.000 борци на партизанските сили, некаде гинат 80.000 во текот на Сутјеска. Значи некаде 25 до 30% од партизаните гинат. Ne, to je bila bitka svih bitaka, ali je ona u političkom smislu zapravo trebala samo osigurati preživljavanje. Ona je bila opasna, Njemci su tu skoro uspjeli. Ali politički je mnogo považna bitkata na Neretva. Na koncu je ispalo važnije da je bilo ono što se dogodilo na Neretvi. Da. Се наоѓаме на место Статјентишто, кој е персонификација за една од најголемите битки во текот на Втората светска војна. Не само на просторот на поранешна Титова Југославија, туку и на просторот на цела Европа, тоа е битката Сутјеска, која се случува некаде пролетта 1943 година и која доаѓа неколку месеци или десетина месеци после таа голема битка за ранетите на Неретва, кога партизанските Титови единици се доста десеткувани, истрошени и изранувани и кога германците де факто сака да го прекршат текот на војната на просторот на поранешна Југославија, да го скршат трбетот на Титовите партизански единици и ја спроведува таа операција вајска кој што самите ја нарекуваат. Дали може да се смета дека петата непријателска офанзива, прво е најголема офанзива, кој германските сили ја спроведуваат кон силите на Јосип Броз Тито и дали е тоа најголема операција на германските сили на просторот на Балканот во текот на Втората светска војна? Да, у изворима се може наći да е тоа највеća операција на Балкану, односно на тадашњем дијелу југоисточне Европе. Кога гледате оној срч што се наоѓа позади мене, почитувани гледачи, тоа е местноста Љубин гроб, кај што всушност се случува веројатно најкрвавата битка во рамки на таа операција Сутјеска. Веројатно ви е позната таа реплика од филмот Сутјеска, кога партизаните му испраќаат порака на својот маршал Јосип Броз Тито дека се додека пушките пукаат на Љубин гроб, тоа значи дека Љубин гроб нема да падне во рацете на германците. Многу вода помина низ реката Сутјеска, партизаните се веќе мртви, меѓутоа и ден денес Љубин гроб е сведоштво на една епопеја која всушност го смени текот на историјата на просторот на поранешна Титова Југославија. Druže vrhovni komandante,
Poruka sa Ljubinog groba. Depešu sam uništio jer sam se plašio da ću pasti Njemcima u ruke. Depeša glasi: dokle god budete čuli kucnjavu na Ljubinom grobu, Njemci neće proći. Значи, тоа се случува таа операција во текот на еден месец, некаде средината на мај до средината на јуни 43 година. Да. По одредени податоци станува збор за една огромна германска сила, некаде 125.000 германски војници, што е и за сегашни прилики огромна бројка на војска. Да. Значи, сам однос снага е био 6:1 у корист фашистичкih nacističkih snaga. Po podacima dokumentarnog centra, to je bilo 127.000 naspram nekih 22.000 oslobodilačkih jedinica. Точно 3301 партизан се загинати тука во битката за Сутјеска, на ова место на Тентиште. Е дигната спомен гробница во чест на тие 3301 загинати партизани тука на ова место. Овој споменик позади нас е исто подигнат, почитувани гледачи, во името и во честа на тие загинати партизани. Може би не е споменикот на Александар Македонски, меѓутоа за мене има една огромна историска убавина, едно огромно историско значење и една огромна носталгија по едно време по кое сите помалку жалиме. Na Balkanskom ratištu, posle neuspeha četvrte fašističke ofanzive, inicijativa prelazi u ruke Titovih partizana. Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije sa vrhovnim štabom i Titom na čelu stvara novu slobodnu teritoriju. Uveren da će saveznici izvršiti iskrcavanje baš na Balkanu, na tom prostoru Hitler naređuje svojim generalima von Lehru i Littersu novu ofanzivu protiv partizanskih snaga. Zbog kritične situacije na frontovima i da bismo oslobodili svoje trupe za predstojeće velike bitke na Balkanu i u Evropi, pod svaku cenu zadati smrtni udarac jugoslovenskim partizanima, jednom za svagda likvidirati opasno balkansko ratište. Zato odmah opkoliti, uništiti partizanske udarne jedinice i njihovog vođu Tita. Tako je počela po angažovanosti ljudi i ratnih sredstava operacija najvećih razmera nazvana Švarc. 127.000 германски војници се вклучени во таа петта непријателска офензива или операцијата Сутјеска. И некаде со околу 20.000 партизани, по проценките што се правеа во текот на Втората светска војна. Да, значи, иначе... Знаете зашто ја прашам, ако ја земе таа бројка, од околу 20.000 партизани, а по проценките во ова операција, помеѓу 15 мај и 15 јуни се загинати помеѓу 8 и 10.000 партизани, тоа значи дека некаде околу 40% од вкупниот број на партизани имат загинато во текот на таа операција Сутјеска. Да. Да, значи скоро половина snaga oslobodilačkih jedinica na prostoru Sutjeske je otišla. Inače, operacija je bila strategijski urađena tako da su bile iz više prstenova, kuda su morali da prođu glavni operativni štab sa brigadama. Znači u više prstenova na cijelom području Zelengore, Maglića, Volujaka, Vučeva i doline Sutjeske. Во таа битка за Сутјеска загинуваат огромен број на партизани на Титовата армија, загинува легендарниот Сава Ковачевич, ранете Јосип Броз Тито, и всушност кога ќе погледнете овој простор кај што се случува битката на Сутјеска, тој е доста интересен. Од еден конфигурацијски аспект, тука течат две реки, окружени со огромен број на планини, и всушност Титовата армија беше на некој начин во еден образ тесната тука на просторот на Тентиште, обколена од сите страни со тие германски окупациони сили. Оттаму и таа битка за Сутјеска е доста клучна за Титовата армија, бидејќи Тито успеа да се извлече од тој теснец со еден мал број на изгинати партизани. Има огромен број на филмови кои се снимени на таа тема. Вие сте гледале, почитувани гледачи, тие филмови. Веројатно најскапиот филм во просторот на поранешна Титова Југославија, битката за Сутјеска, која беше номинирана за Оскар и кај што глумеше легендарниот Ричард Бартон, е снимена тука на овој простор, и всушност тоа дава една специфична тежина на таа битка за Сутјеска. Оцева Мочинскога. Интересно е дека ова битка на Сутјеска ранет Јосип Броз Тито, загинува Сава Ковачевич, загинува Нурија Поздерац, значи неколку крупни играчи
на партизанските одреди загинуват или се ранети во текот на оваа операција? Јосип Broz Tito, kao što pomenuli, ranjen je u reonu planine Ozdren. To je neposredno u neposredne blizine parka. После таа битка на Сутјевска веќе сосема јасно дека Јосип Broz Tito ќе биде газдата на просторот на поранешна Титова Југославија и всушност ќе биде човекот на кој западните сојузници ќе темелат еднината на тој простор. Зато тука се поставаат двете клучни прашања. Дали после елиминирањето на своите најголеми политички конкуренти, тоа се четниците на Дража Михайловиќ, подоцна Тито, односно после таа битка на Сутјевска, влагува во процес на елиминирање на своите најголеми политички сојузници во рамки на партизанските одреди и дали во тој контекст може да се третира и смртта на Иво Лола Рибар. Иво Лола Рибар загинува во едни доста нестрикни контраверзни услови на патот за Кајро некаде ноември 1943 година или само неколку месеци после завршувањето на таа битка на Сутјевска. Качувајќи се во авионот кој треба да го однеси во Кајро заедно, предпоставувате со неизбежниот Владимир Велебит, доаѓаат одредени германски месершмити и го убиваат пред влезот во авионот Иво Лола Рибар. Според многумина и до ден денес сметат дека тоа е веројатно едно најконтраверзните елиминации во текот на Втората светска војна. Дали после таа битка на Сутјевска, во текот на самата битка на Сутјевска, Тито трга во одреден процес на елиминирање на своите можни против кандидати после падот на германците? Не знам, ајде, Сава Ковачич е небитна политичка фигура, нели, во целата таа работа. И не биш бил најспособни офицер. Не бил најспособен офицер, меѓутоа загинува таа битка на Сутјевска, меѓутоа за мене многу поважно е тоа загинување на Иво Лола Рибар, кој треба заедно со Владо Велебит или со Владимир Велебит, значи клучниот човек на Тито до 48-49 година во тие меѓународни гешефти што се правеа околу Југославија, треба заедно да заминат во Кајро, треба да се сретнат тамо со сојузничките сили, ако не се лажам, треба да полетат од Гламочко поле. И тука во еден напад на германски Месершмит, значи германски војни авиони, Владо Велебит се спасува, а загинува Иво Лола Рибар. Има ли тука контраверза? O tome se jako puno naravno priča i pričalo se od početka je li se Tito na taj način rješavao svojih suparnika. Ja bih rekao da ne. Iako bih rekao da je naravno gubitak Ive Lole Ribara njima ukupno jako puno štetio zapravo. Lola je imao i zato je konačno korišten. Prvo je bio silno obrazovan. S druge strane dolazio je iz hrvatske obitelji koja je bila jugoslavenska, koja je vezala onda i stare krugove predratne. Otac mu je bio predsjednik skupštine, konačno tu su bili iz Karlovca. On je bio obrazovan, živio je u Beogradu i tako dalje. On je vezao na sebe, bio je konačno persona, vezao je na sebe puno onih koji su, što ga je moglo činiti popularnim i važnim. On je, pa znate da su ga poslije u Titovo vrijeme pokušali isfurati kao jugoslavenskog Che Guevaru sa onim majicama, sa Lolinim likom i tako dalje, što nije zapravo uspjelo, ali to je bilo nastojanje. Pa dobro, ta njegova izjava, znajte, не е храбар човек тој што не се плаши. Храбар човек е тој што се плаше, сепак зема пушка во рака и оди во војна. Нели тоа се тие негови интервјуа кои бе давани по некои странски медиуми во текот на Втората светска војна, и тоа се правеше подосна лајт мотив токму на таа една Че Гевара приказна која требаше се врзи за Иво Лола Рибар. Pa tako nekako. Ali ja ne bih rekao da je Tito tada imao, znate, to bi značilo da je to sve promišljano samo sa ciljem da zašto bi Ivo Lola Ribar, koji je bio tako mlad u tom trenutku, bio Titu veći konkurent nego što bi mu bili oni koji su bili oko njega proslavljeni generali. Ranković, Đilas, svakako, pa i Koča, mislim, bilo ih je puno drugih koji bi bili prije na redu da bi postali Titu konkurenti nego što je to bio Ivo Lola Ribar. Останете со нас и по рекламите, опростете финалето на нашата вечерашна емисија. Продолжуваме на тема како германците дозна дека Тито се крие во градчето Дрвар. Човечкото тело е совршено тело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапуцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје.
Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Деца, веднаш се враќаме. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мила. Повелете, комшија. Се наоѓаме во познатата пештера на Јосип Броз Тито во градчето Дрвар во Босна и Херцеговина и тука некаде рано на сабајлето на 25 мај 1944 година, кога Врховниот штаб Јосип Броз Тито се подготвувале да го прослават 52-иот роѓенден на маршалот Тито, се случува тој познат десант на Дрвар. Некаде повеќе од 300 специјалци или десантни падобранци на германската армија го напаѓаат штабот на Врховната команда и ова пештери кој кај што бил сместен Јосип Броз Тито и според сите историски сознања во текот на тие 4 години војување, германците биле најблиско да го фатат Јосип Броз Тито токму на тој 25 мај 1944 година. Значи тука некаде на 25 мај 1944 година се случува тој популарен и тој славен десант на Дрвар. Тако е. Кога германските сили сака да го фатат жив маршалот Јосип Броз Тито. Тако е. Значи, од јануара 1944. godine pa sve do 25. maja boravak Tita i Vrhovnog štaba bio je na ovom prostoru, znači Drvara, konkretno u Titovoj pećini, znači u kućici gdje ste vidjeli. Значи, во тој период помеѓу јануари 44 некаде и 25 мај 44 година, тука во Дрвар се наоѓа Врховниот штаб на Врховната команда и маршалот Јосип Броз Тито. Napad je izvršen u 5 sati ujutru. Znači, Njemačka je na neke svoje izvore, od nekih svojih izvora doznala da se Tito nalazi na prostoru Drvara. За која војска станува збор? Многу историчари велат дека станува збор некаде за 20.000 германски добро наоружени војници кои всушност се вклучени во таа операција за фаќање на Јосип Броз Тито тука во Дрвар. 20.000 vojnika. 20.000 војници. Tako je, učestvuje u napadu. Десант на Дрвар. Велат дел од историчарите дека тоа била најголема шанса и најблиску германците биле до фаќање на Јосип Броз Тито. Значи фалеле само 100 метри што се вели. Одлично изведена операција. Тактички, технички и така натаму, фалел само завршетокот. Што е за вас десантот на Дрвар? Pa zapravo desant na Drvar je posljednji pravi ratni čin. Tito nakon toga odlazi u Italiju i živi na Visu i više nikada od tog trenutka dalje on nije u fizičkoj opasnosti. Тој се враќа во Босна дури после ослободувањето. Tako je. I općenito, od tog trenutka dalje, ako izuzmete Vis gdje nije baš mogao živjeti u Kraljevskoj palači, ali zapravo od tog trenutka dalje on je pažen i mažen na način na koji to je bio samo u rijetkim trenucima do toga trenutka. Значи ви мислите дека после Дрвар Тито всушност од маршал и командант станува господар на Нова Југославија? Pa zapravo da. Zapravo da, ta bitka nije do kraja bila gotova, naravno. Međutim... Картите беа поделени веќе. Karte su bile u najvećoj mjeri podijeljene, mada, odnosno Tito je imao u ruci jako dobre karte, tako je, ali partija nije bila odigrana do kraja. A partija je mogla završiti i nešto malo drugačije, iako je Tito bio u puno povoljnijoj situaciji nego što su bili njegovi suparnici. Точно во на поле кој се наоѓа спроти нас преку реката, почитувани гледачи, беа спуштени првите десантни падобранци на германската армија. Лево од нас се наоѓаше зградата кај што беше сместена Врховната команда на маршалот Јосип Броз Тито, десно од нас беше зградата кај што живееше маршалот Јосип Броз Тито и тука всушност некаде пред 60-70 години поминуваше таа рекичка преку која успеа да се спаси Јосип Броз Тито, преку реката заедно со Врховната команда се искачи до пештерата и подоцна едва успеа да спаси жива глава, бидејќи беше огромен бројот на тие германски десантни падобранци кои доаѓаа во Дрвар токму од правецот на Босанско Грахово.
Целата таа операција која трае 10 дена се нарекува операција Конски скок. И колку трае тој десант на Дрвар? Sve do 6. juna. Znači, ta operacija je nazvana Konjićev skok, koja se desila. Znači, sve do 6. juni? Sve do 6. juni. Znači, gazili su i uništavali sve pred sobom. Тука некаде 200 метри под нас, почитувани гледачи, се наоѓаше штабот на Врховната команда и работните канцелари на маршалот Јосип Брз Тито во местноста Дрвар, кај што живееше и функционираше неколку месеци во текот на таа 44 година. Тука беше на огромна слободна територија и тука всушност беа раководени сите тие операции на партизанските единици во текот на Втората светска војна. Некаде са бајлето на 25 мај 44 година, кога почна тој десант на Дрвар, Јосип Брз Тито по овие стрмни скалички доаѓа до пештерата и подоцна успеа да се спаси и да се префрли на слободната територија на островот Вис. И подоцна, значи, Јосип Брз Тито успева да го напушти Дрвар, да го скрши тој обрат што се прави околу него и преку Гламачко поле да биде префрлен до островот Вис, од кај што подоцна преминува во Белград. Gore na vrhu ga čeka konj. S konjem odlazi do Mliništa. Mliništa su vam kod Glamoča. To je sad nekih konjskim hodom 2-3 sata. Znači do Glamočko polje? Do Glamoča, da. Tu ga čeka avion spremljen koji ga vozi za Vis. I nikoš veke ne se vraća u Drvar? I on je, znači, napustio Drvar. U međuvremenu, oni nakon toga, Njemačka i vojnici, dolaze, to ste vidjeli slike, do Pećine, nalaze u Pećini njegovu uniformu, onako ljuti što ga nisu našli, jer tamo nema ništa, nego njegova uniforma, sjekuje nožem. Čak se posluže u nastavku da je Tito uhvaćen putem te uniforme, što se naravno uspostavilo kasnije da nije tako. Токму преку ова пештера, почитувани гледачи, Јосип Брз Тито успева да им избега на соседата или на потерата на германските падобранци, преку ова врата која едва и се гледа во ова темнина тука во ова пештера на Дрва, тој успева да побегне. Низ тие тесни каналчиња се качува 400 метри нагоре по планината, тамо го чека авионот и го носи на слободната територија на островот Вис и подоцна од Вис го носи во Белград. Подоцна Тито воопшто не доаѓа во Босна и Херцеговина до крајот на војната и велат историчарите дека всушност на тој 25 мај 44 година германските окупациони сили кои дава неколку милиони германски марки за главата на Јосип Брз Тито беа најблиско да го фатат маршалот. Многу историчари велат дека всушност во таа операција во Дрвар германските окупациони сили биле најблиску до можноста да го фатат или да го убијат Јосип Брз Тито. Da, ali to se nije desilo. Znači ne uspjeli? To je neuspjeli, jedini desant neuspjeli koji su oni koristili u ta vremena i sve. Потекот на Втората светска војна. Uskoro je naslijedio i kraj rata. Ова е еден од двата преостанати падобрани, почитувани гледачи, кои користеа германскиот десантни единици во тој напад на Дрва на 25 мај 1944 година. И тој падобран кој е еден од двата преостанати, како што кажав, се чува тука во музеот на маршалот Јосип Брз Тито во Дрвар, кој е обновен 2009 година, а кој беше целосно разрушен во текот на таа војна во Босна и Херцеговина од 92 до 95 година. Ако битката на Неретва, значи битка на Тито за уништување на четниците, ако Сутјевска е всушност битка кај што Тито преживува и покрај тие силни губитоци на партизанските сили, Дрвар или десантот на Дрвар е тој последен германски обид да биде фатен Јосип Брз Тито. Bilo je bitno samo da Tito fizički tu se spasi. Тој тогаш е симно таа командантска униформа и облаката светлава и светкава маршалска униформа и почна да игра таа голема политика која завршила на 4 мај 1980 година, што не врзани така натаму и така натаму. Тоа значи дека Тито веќе почнува да игра крупна утакмица и ги напушта тие босански карстови кај што водеше битка за преживување. Tako nekako. Tito je već tijekom rata doduše i zbog ovoga što je Velebit činio i zbog ovoga što se dogodilo sa međunarodnim priznanjem pokreta. Tito je već tu postao važan ratni vođa u doduše jednom marginalnom evropskom prostoru ili sporednom evropskom prostoru. Едно од петте историски личности на минатиот век заедно со Черчил, не знам. Со Сталин, со Рузвелт и така натаму и така натаму. I tu je igru Tito savršeno prepoznao. On ju ne bi bio vjerojatno u stanju prepoznati da nije imao tu samouvjerenost tijekom Drugog svjetskog rata. A u Drugom svjetskom ratu je on odigrao, pogotovo kako usporedite sa susjednim i sa brojnim drugim sličnim zemljama, odigrao je zapravo, to je na trenutke bilo i suicidalno, na trenutke je to bilo neisplativo. Oni su napadali velika naseljena mjesta. Dakle, ako idete osvajati jajce
koje je nekakav grad u nezavisnoj državi Hrvatskoj, onda tu gubite puno ljudi da biste oslobodili gradove. Partizani su udarali na brojna velika mjesta i trpili puno veće gubitke no što su ih možda trebali trpiti, jer ih nisu mogli zadržati te gradove. Tako da je tu jedan od prigovora Titovoj ili partizanskoj taktici, ako hoćete, tijekom Drugog svjetskog rata. Ali ukupno gledajući, kad se tu podvukla crta, on je sa onim okolnostima iz partije koja je bila ilegalna, sa tako malenim krugom ljudi koji su bili članovi te partije, napravio nevjerojatnu stvar. Da je mogao sa takvim ustrojem u ono vrijeme okupiti sve tako različite struje koji su zapravo imali jedan cilj, a on je imao, pored tog cilja koji je bio zajednički, oslobođenje zemlje, imao je i vlastiti cilj da njegova ideja ili komunistička ideja pobjedi i dođe na vlast. I tu je uspio puno spretnije nego mnogi drugi. Ovo беше емисијата во Центар на Алфа телевизија. Не се гледа миниот понеделник во исто тоа време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.